Почитувана јавност, почитувани колеги, за жал, еве денес повторно овде ке дискутираме за еден огромен заем кој што ќе значи нестабилност во наредните години, заем кој што за жал се зима како очајнички потек за спасување на нешто кое што навистина го доведовте во ситуација да не може да се спаси. Оваа кредитна линија на ММФ се однесува токму на овие земји кои што немаат ликвидност и кои што имаат опасност од доведување на прашање за ликвидноста на буџетот во однос на исплаќање на пензии, на плати и останати давачки кон граѓаните. И затоа, еве, заедно во група со Панама и со Мароко ние потегнуваме, односно вие потегнувате кон овој очајнички потек. За жал, парите во светот се скапи или тешко достапни и овие меѓународни кредитори само чекаат овакви како нас да посегнат по некои средства без некакви конкретни обврски со варијабилни каматни стапки, камата која што значи многу тешко да се исполни, да се врати и тие апсолутно се гледа дека не им се брза. Сакам за македонската јавност пластично да објаснам што значи оваа кредитна линија. Оваа кредитна линија значи како оние окей кредити кои што беа наменети едно време од една македонска банка, кои што беа потрошувачки, без апсолутно никакви обврски од страна на потрошувачите во однос на намената на трошењето, така и Република Македонија го зима овој окей кредити. Тие таму не ни кажуваат каде ние треба да ги трошиме парите. Тие таму само ни ги дефинираат каматните стапки. Но, она што е обврзувачки во овој договор е висината на каматната стапка. Основната каматна стапка на ММФ е 3,666 евро во периода. Меѓутоа, она што понатаму се дефинира е висината на повлечените средства и така се регулира каматната стапка. Доколку се премине оваа граница од 187,5% повлечени средства од траншата, ние автоматски добиваме дополнителни 2% каматна стапка и тоа значи 5,666% каматна стапка. Меѓутоа, доколку не ги сервисираме 3 години овие долгови и доколку остане висината над тие 187,5%, тогаш одиме на дополнителни 3% или 6,66% и овие 0,5% ние доаѓаме до некаква каматна стапка од 7% или на целата сума околу 35 милиони евра. И вие претходно се фалевте дека сте работеле со ниски каматни стапки од кредитни линии, меѓутоа се гледа дека во очаен обид вие посегнувате по секакви средства. И дали мораше да биде вака? Не мораше да биде вака. И многу јасно име на граѓаните кои ќе земат минусна плата, ова е исто таков договор, кои ќе земат минусна плата, доколку не го сервисираат, тие постојано ќе си ги плаќаат каматите кон банката, меѓутоа никако нема да го вратат износот. Токму ова се случува моментално во Република Македонија. Гледаме дека во очајничките обиди се носат очајнички мерки, па затоа еве имавте како влада и како собрание прилика да видите што се случуваше во изминатиот месец. Се направи некаков мини ребаланс за да можете да ги намалите оние непродуктивни трошоци за кои што ние обвинувавме цело време дека се појавуваат непродуктивни трошоци, за да имате да исплаќате плати и пензии, за да имате и дополнително за договорни услуги, за стоки услуги и така натаму, меѓутоа ова продолжува вака. На седницата на владата на 9 октомври на 88-та седница се донесе една мерка која што вчера беше многу актуелна во однос на студентите и вие тука имате во однос на намалувањето на трошоците 20% сакате да намалите фискалната рамка за 2023 година што се однесува на рационализацијата на расходите во МОН. Студентскиот оброк да се намали, стипендиите и бројот на корисници да се разгледаат дали се исполнуваат услови, да се намалат расходите во училишните центри, односно во училишните интернати и во студентските домови. Исто така има таму предлог за јавно-приватно партнерство со студентските домови, меѓутоа не се откажувате од она што се непродуктивни трошоци за 2023 година. Дали можеше поинаку? Да. Како можеше поинаку? Со тоа што ќе се прераспределеа средства онака како што ние можевме, односно ги имавме предвидено, а вие можевте да ги
прифатите. Тоа е со намалување на непродуктивните трошоци, со подобра работа на електростопанството во Македонија, да можеме да дојдеме до поефективно користење на средствата на граѓаните. Во оваа ситуација, за жал, повторно идеме до она што е болка на македонската држава во последните 5 години, а тоа е нерационалното трошење на средства и неизвестноста на младите. И немојте утре да се запрашувате или да се жалите кај ни отиште младите. Младите ни бегаат поради ваквите одлуки за намалување на средствата во Министерството за образование и поради одлуките за задолжувања, за само да можете да ги сервисирате долговите спрема граѓаните, а паралелно со тоа да можете по министерствата и по институциите да си трошите за непродуктивни трошоци, да си трошите за договорни услуги, да си трошите за стоки услуги и така натаму. Задолжувањето во Република Македонија, за жал, за последните 4, односно 5 години, веќе преминува над 3,8 милиарди евра. Она што е исто така битно е тоа што во јануари месец според моите информации, односно знам дека има 450 милиони евра нов доспеан долг кој што ќе треба да се врати. Во текот на целата 2023 тоа се 800 милиони евра. И повторно ќе одите со задолжувања, и повторно ќе имаме една голема неизвестност. Она што го правите во однос на кредиторите, го покачувате буџетот за дефицитот да биде под 4,6%, за да можете да побарате кредити. Но, кога ќе дојде наредниот ребаланс, повторно ќе видиме дека дефицитот се зголемува, а капиталните инвестиции се намалуваат и тие токму така се распределуваат во овие непродуктивни трошоци и навистина мислам дека не знаете каде терате. Ова што го правите е долгорочна штета за Република Македонија. Ќе повторам, земате окей кредити, кои што значат колку повеќе земате, толку поголема каматна стапка враќате, меѓутоа немате план како да исправите работата во наредната година. Повторно имате 970 милиони евра за договорни услуги и разни трансфери. Повторно имате предвидено некаква висока реализација на капитални проекти кои што со текот на времето, после неколку месеци гледаме дека апсолутно ништо не се прави. Навистина сметам дека треба да се одважите на барањата на граѓаните и на народ, да се одважите на барањата на ВМРО ДПМН, да отидеме на предвремени парламентарни избори, затоа што тоа е единствено спас за Македонија и за македонската младина. Она што можеше да биде поинаку, но вие не го направивте, беше нашиот предлог со намалување на акцизите, со намалување на данокот за нафтата, да ги применевте нашите мерки кои што предвидува намалување на инфлаторната спирала, така ќе се решеше ова. Немаше да имаме потреба од нови 530 милиони евра задолжување. Сега за крај сакам да ви кажам дека ние сме со двете нозе во еден чевел. Доколку го поддржиме ова, ќе направиме ново задолжување, но доколку не го поддржиме, ќе немаат граѓаните да си земат плати, ќе немаат социјалците да си земат социјална помош, ќе немаат земјоделците да си земат субвенции, ќе немаат пензионерите да земат пензии. И навистина не доведувате во една незавидна ситуација каде што знаеме дека овој кредит ќе се злоупотреби, односно ќе се надополни некако затоа што имало претходна злоупотреба, меѓутоа ако не бидеме присутни на гласањето, граѓаните ги доведувате во опасност. Ова мора да прекине и верувам дека граѓаните ќе се освестат каде ги водите и дека побрзо ќе имаме на предвремени парламентарни избори. Благодарам. Ви благодарам и вам. Бидејќи